Джафери, водете забелешка ваша дали нешто демократски, недемократски, процедурално, непроцедурално, но јас сакам навистина да ви се обратам вас, како само застанете ве молам, како човек што седите на тоа столче, сакам да се обратам и на министерот за правда како единствен представник на владата на Република Македонија. Сакам да се обратам на господинот Тунтев како координатор на Социјалдемократскиот сојуз. Сакам да се обратам на колегите од ДУИ. Жалам што колегата Бетијан Китев не е во сала. Вечерва, на доаѓање кон Скопје, на партиска конвенција, Министерството за внатрешни работи запира кандидат за градоначалник кој што сигурно ќе добие на овие избори, врз кого што и досега имаше притисоци, кандидатот за градоначалник на Кавадарци, господинот Митко Јанчев, и најбрутално, надвор од било каква процедура, вперува пиштол во него и најгрубо го легнува на земја. Или ова не е процедурално? Ова е процедурално, заради тоа што ова е доказ, смејте се колешки, смејте се, смејте се. Ова е процедурално, заради тоа што ова е доказ каде отиде оваа држава и колку оваа држава е недемократска. Кога не ви успеваат притисоците врз луѓето, применувате вакви брутални методи кои што се надвор од сите прокламирани заложби за градење на општество во кое што ќе има разбирање, во кое што ќе има соработка и во кое што ќе можеме да си подадеме рака. Ваков гест покажува прво дека ова мнозинство има одговорност да побара одговорност од тие што направиле ваква работа, не ние, вие, да побарате одговорност од оние кои што го извршиле ова, ако сакате да покажете бар минимум демократичност, и второ, покажува во каква паника се наоѓате. Господине министар за правда, не е ваш ресор, но во име на 51 пратеник, ве замолувам, на првата наредна седница на влада, да го поставите ова прашање и да дадете прецизни одговори, кој се осмелил да постапи вака во очи на почеток на изборна кампања. Не е според деловникова моје барање, но е во рамки на демократските стандарди и поимања на работата во една држава. Самиот викаш дека не е деловничкото барање.